Општините бараат повеќе пари од доноците. Убедени се дека на овој начин ќе се намали сегашната зависност од државните блок дотации и тие ќе имаат повеќе можности за подобро работење. Во моментов, општините собираат трошки од државните пари и со нив не може да планираат на ништо сериозно. Ние во моментот добиваме околу 1.050.000. Тие средства се малку за некои тековни инвестиции да направиме. Претежно се сведуваат на тековно одржување, за инвестиции се многу малку средства, дури не може ни да планираме за учество на одредени проекти, кај што се бара сопствено учество. Ако знаеме дека само ДДВ-то да го платат е проблем за малите општини, така да од голема корист ќе биде доколку се зголеми овој процент од ДДВ-то. Во наредните 10 дена, општините и државата ќе започнат преговори околу тоа како поголем трансфер од државната каса да заврши во општинските. Веќе наредната недела ќе имаме средба на дел од управниот одбор на ЗЕЛС со премиерот на владата Зоран Заев и дел од министрите во владата на Република Македонија, каде што ќе разговараме за понатамошните чекори. Тоа ќе бидат долгорочни чекори и мерки кои што ќе бидат превземени во текот на наредната и понаредната година со цел да општините продолжат со децентрализацијата. Инаку општините веќе имаат подготвено листа на барања која содржи 10 точки и тоа: обезбедување меки заеми со ниски каматни стапки и со подолг рок на отплата за блокираните општини, зголемување на средствата од блок дотација од буџет, 10% наместо досегашните 4,5% од ДДВ, 50% наместо досегашните 3% од персоналниот данок, воведување на механизми за обезбедување на висока наплата на сопствените приходи, креирање на адекватни политики на локални даноци, обезбедување на подршка за спроведување на крупни капитални инвестиции, поголема соработка со централната власт при креирањето на буџетот на државата, примена на законски утврдени казни за секое недомакинско и расипничко трошење на парите на граѓаните и воведување на мала стручна администрација во општините и во јавните претпријатија. Колку од овие барања ќе се исполнат и колку пари ќе добиваат општините ќе зависи од исходот на преговорите и од тоа колку градоначалниците ќе успеат да ја убедат владата да им даде повеќе пари.